Инвестирањето во најмладите во општина Илинден продолжува. Осовременувањето и изградбата на новите училишта е ставена во приоритетните задачи на локалната самоуправа. Најголемото основно училиште Гоце Делчев доби нов и современ лик. 3 милиони денари беа вложени при комплетната реконструкција на овој објект. Општина Илинден овој зафат го реализираше во соработка со УСАИД како дел од проектот за меѓуетничка интеграција во образованието. Градоначалникот Стојановски ја изрази својата благодарност до УСАИД и амбасадата на Соединетите Американски држави во Македонија за помошта при реализацијата на овој мощен и важен проект за најмладите жители на општината. Тој потенцираше дека Илинден и натаму несебично ќе гради и ќе создава модерни услови за квалитетно образование, бидејќи образованата младина е иднината на секое општество. Денес сме сведоци на подобрените услови на нашите деца во училишната заедница. Проектот опфати промена на 62 стари дрвени дотраени прозорци со нови алуминиумски со термопан стакло, промена на влезните врати, рехабилитација на надворешната фасада на училиштето, како и реконструкција на системот за грејење и ладење, со што училиштето се стекна со статусот на енергетско ефикасен објект. Со реализација на овој проект, нашето најголемо основно училиште Гоце Делчев, во кое се образуваат 1100 ученици, стана енергетски ефикасен објект, поради што особено сакам да ја истакнам нашата срдечна благодарност до мисијата на USAID, на ЕУКОМ и на Министерството за образование за несебичната поддршка која што ја даваат во насоката на создавање на поволна средина за еден современ, воспитно образовен процес. Американскиот амбасадор Пол Волерс, воодушевен од посветеноста на локалната самоуправа кон подобрувањето на квалитетот на живеењето во Илинден, како и реализацијата на овој заеднички проект за најмладите жители. Соединетите Американски држави се секогаш тука да помогнат секому кому тоа му е потребно, а особено на ваква општина каква што е Илинден. И додека реновирањето е навистина причина вредна за прославување, бидејќи создава подобри услови за работа и учење на нашите деца, тука сум и би сакал да зборувам и да се фокусирам на нешто друго и едно помалку опипливо подобрување кое се случува во вашето училиште. Овој проект на УСАИД работи во партнерство со владата на Република Македонија и локалните заедници за да го фасилитира процесот на меѓуетничка интеграција во училишните заедници. Владата на Република Македонија знае да препознае кој заслужува континуирана поддршка, бидејќи секогаш има добри идеи и квалитетни проекти. Токму една од тие општини е Илинден, која инвестира во образованието, истакна министерот за образование Абдулаки Мадеми. Тргнувајќи од заложбите на владата на Република Македонија за обезбедување на услови за квалитетно образование, Министерството за образование и наука за реализација на овој и други заеднички проекти во континуитет соработува со нашиот стратешки партнер амбасадата на Соединетите Американски држави во Република Македонија, Националната гарда на Вермонт и Американската агенција за соработка и развој. Почитувани, согледувајќи ја потребата од едуцирана работна сила која ќе биде конкурентна и на меѓународен план, владата на Република Македонија во континуитет ги спроведува реформите во образованието како еден од своите најголеми приоритети за постигнување на економски раст и развој базиран на квалитетно едуцирани кадри со крајна цел европската иднина на Македонија. Настанот беше искористен Основното училиште Гоце Делчев и Основното училиште Братство и единство од село Коњари да потпишат меморандум за партнерство. Општина Илинден успешно соработува со мисијата на УСАИД во Македонија, а реализирани се многу заеднички проекти во повеќе области.